Започнува да се одмотува клопчето за недомајкинското работење во Прилепската општа болница со проширена надлежност Борка Талески. А зашто ОЈО и финансиската полиција уште пред нешто повеќе од еден месец извршија претреси на 8 локации во градот. Според последните информации од финансиската полиција, денеска до ОЈО Прилеп се поднесени 2 кривични пријави против ИМ и СЧ, кои во својство на службени лица при установата се сомничат дека го сториле кривично дело проневера во службата. Имено првопријавениот во период од 1.8.2024 до 30. април 2025 година и второпријавениот во истиот временски период и двајцата во својство на службени лица, а со цел да прибават за себе противправна иматна корист, во повеќе наврати присвоиле парични средства од благајната, наплатени од пациентите по основна партиципација и приватни здравствени услуги. За 2024 година во износ од 1.508.452 денари, а за 2025 година во износ од 760.865 денари, односно во вкупен износ од 2.269.317 денари. Од нив првопријавениот противправно присвоил 1.991.240 денари, а додека второпријавениот присвоил 278.077 денари, со што пријавените го оштетиле буџетот на болницата за вкупниот износ. По насока на ОЈО Прилеп утринава од страна на службени лица од управата за финансиска полиција едно лице е обезбедено и е изведено пред јавниот обвинител за понатамошно постапување, информираат од финансиската полиција. Од Прилепското ОЈО ни ја потврдија информацијата, но без да соопштуваат детали, со образложение дека постапката била во тек и поконкретни информации најавија за подоцна. Постапката е во тек. Точно е дека има приведено едно лице, но засега во интерес на истрагата не сме во можност да споделиме повеќе информации со јавноста, бидејќи се уште работиме на случајот. Кратко ни изјави за Алфа обвинителката Лидија Салатовска-Илиоска. И директорот на болницата доктор Кире Јонески, а кој прв укажа на откриените бројни злоупотреби во установата, веднаш по неговото преземање на функцијата, уште пред повеќе месеци, за вкупна вредност од околу 3 милиони евра, ни рече дека јавноста ќе биде навремено информирана, но откако случајот ќе биде комплетиран од страна на ОЈО. Инаку ОЈО Прилеп на 15 април годинава отвори предистражна постапка поради сомнение за кривично дело, злоупотреба за службена положба и овластување, а поврзано со финансиското работење на болницата, при што управата за финансиска полиција по претходна наредба тогаш изврши претреси на 8 локации низ градот. Грешки има.